10 мистериозни луѓе на земјата дојдоа без име, си направија свое место во светската историја и си заминаа. Следува список на 10 луѓе кои на крајот настанале од никаде. Нивниот идентитет никогаш не беше пронајден, што ги претвори во најмистериозни луѓе на земјата. 10. Диби Купер. На 24 ноември 1971 година човек кој се нарекувал Ден Купер киднапирал авион Боинг 727 со предупредување дека има бомба во неговата актовка. Тој барал $200,000 и 4 падобрани. По исполнувањето на неговите барања тој скокнал со подобран од авионот на полноќ и од тогаш никогаш не бил пронајден ниту виден. Неговото потекло и судбина и двете се уште се мистерија. Ова име Диби Купер му го дале медиумите кои погрешно го кажале неговото име. 9. Дама Бабушка. Во 1963 година, во времето на атентатот на претседателот Џон Ф. Кенеди, непозната жена била присутна на земјата. Според сведоците и филмовите снимени во тоа време, таа носела шамија и го снимала атентатот со низината камера. Откако пукале, таа се придружила на толпата и исчезнала. Таа дама никогаш не се огласи и покрај барањето на FBI. На сите нејзини фотографии или филмови, таа или беше свртена подалеку од камерата, или го покриваше лицето со сопствената камера. Која беше таа дама и зошто никогаш не се огласи, се уште е прашање. 8. Човекот од Таурет. Во 1954 година еден човек слетал на меѓународниот аеродром во Токио. Кога обезбедувањето побарало од него да ја посочи својата земја на картата, тој покажал на Андора. Тој рече дека нејзиното име е Таурет, кое постои 1000 години и никогаш порано не слушнал за Андора. Од друга страна, обезбедувањето никогаш не слушнало за Таурет. Неговиот пасош, возачка дозвола и чековна книжка ја поддржаа неговата приказна. Збунетите полицајци го испратиле во блискиот хотел и оставиле двајца службеници надвор да го чуваат. Следното утро, тој човек исчезнал, мистериозно без да остави никаква трага зад себе и никогаш повеќе не бил пронајден. 7. Џек Мелосек. Во 1888 година 5 проститутки биле брутално убиени како дел од сериско убивање. Убиецот им ги пресекол грлата и им ги извадил внатрешните органи од стомакот. Начинот на кој биле убиени, жртвите сугерира дека убиецот можеби има анатомско или хирушко знаење. Во времето на истрагата, полицијата и медиумите добија многу писма, кои се претпоставуваа дека се од самиот убиец со името на Џек Мелосек, но кој бил тој и зошто мета биле само проститутките? Ова се прашања кои никогаш не се одговорени. 6. Зелени деца од Вулпит. Во 12 век две деца, брат и сестра со необично зелена кожа, одеднаш се појавија во селото Вулпит, во Сафолк. Зборуваа непознат јазик и не јадеа ништо освен граф. Наскоро го научиле англискиот јазик и почнале да јадат друга храна. Зелената боја на нивната кожа исто така исчезнувала со текот на времето. Момчето било болно и починало, но девојчето тврдило дека потекнало од местото наречено земја на Свети Мартин, кое се наоѓа во подземен свет. Таму никогаш не греело сонце и таму се било зелено. Никој никогаш не го нашол нивното потекло. Дали тие дојдоа од некој вонземски свет, се уште е нерешена мистерија. 5. Каспар Хаузер. На 26 мај 1828 година на улицата Нимберг се појави момче. Тој носел писмо упатено до капетанот на 4-та ескадрила на 6-тиот коњанички полк. Момчето тврдело дека се вика Каспар. Пораснал во темна, изолирана келија, долга околу 2 метри, широка 1 метар и висока 1,5 метри. Момчето не знаеше многу за своето минато, освен дека неговиот татко бил коњанички војник. Момчето јадело само црн леп и вода и ги згрбчувало сите
светкави предмети како никогаш да не видел светлина во животот. 4. Агент 355. Ова е псевдоним даден на жена шпиун во Џорџ Вашингтон за време на Американската револуција. Таа беше интелигентен агент, сепак заробена и затворена од британците на брод и исто така требаше таму да биде убиена. Нејзиниот вистински идентитет никогаш не бил пронајден. 3. Човек во железна маска. Во 1669 година бил уапсен затвореник кој бил чуван во голем број затвори или притвори. Во затворот бил држан речиси 34 години. Никој никогаш не го видел неговото лице бидејќи било скриено со железна маска. На 19 ноември 1703 година тој починал под името Марчиоли. Има многу приказни за него, но ниту една не го потврди вистинскиот идентитет. 2. Човек тенк. Утрото на 5 јуни 1989 година, кога кинеската војска го задушуваше протестот на плоштадот Тиенанмен, еден човек протестираше против нив со тоа што застана пред колона тенкови, иако еден весник тврдеше дека се вика Ванг Вајлин и дека е студент на Комунистичката партија на Кина, ја отфрли таа вест. Тие изјаве дека човекот не е уопсен и дека немаат поим за него. Сепак нема сигурни информации за тој човек и неговата судбина. 1. Жената Издал. Во 1970 година неидентификувано тело на жена беше пронајдено во долината на смртта, во Берген. Таа била гола, а полицијата до неа го пронашла низиниот запален пасош и апчиња за спиење. По истрагата, откриено е дека жената имала 9 лажни идентитети и кои ги користела за патување низ Европа. Обдукцијата покажа дека жената земала неколку апчиња за спиење пред смртта, што потврдува дека можеби се самоубила, иако некои веруваат дека можеби е убиена, но нејзиниот идентитет се уште е во темнина.